мислејќи околу законот за специјалното јавно обвинителство, тој сега е ставен на ЕНР. Очекувате ли да има 80 гласови се кои што ќе бидат изгласани во парламентот, кој ќе дојде на дневен ред? Значи, на ЕНР се ставени законот за јавно обвинителство и законот за специјално јавно обвинителство. Ако се отворат двата, ќе се види дека ставени се варијанти. Во едната варијанта е законот за јавно обвинителство да го инкорпорира законот, да ги инкорпорира одредбите за специјално јавно обвинителство, но исто така има и можност да се носи посебен закон. Значи, ставени се на дебата, пратениците ќе се вршат консултации интензивни во наредниот период, да видиме до кој ниво на регулирање можеме да обезбедиме 80 пратеници, дали е поприфатливо еден закон, дали е поприфатливо два закони, ќе имаме и експертски дебати, наредната недела веќе ни се закажани, така што ќе ги слушнеме мислењата и во зависност од расположението на пратениците и нивната волја за поддршка. Јас се надевам дека кај нив треба да има волја за поддршка на ефикасни инструменти за борба против корупцијата, бидејќи специјалното јавно обвинителство нема да се занимава само со минати случаи, ќе се занимава и со идни случаи, така што тоа треба да биде во интерес на сите. Како ќе се снајдете со смертот со гласот затвори? Значи тоа поентата дека се шири во повеќе затвори и дека луѓето помогат на барањето да бидат и тие опфатени со амнестија. Значи, премиерот даде изјава со која што го кажа ставот на владата. Јас сакам да потсетам дека законот за амнестија е закон кој што го подготвуваат пратениците во собранието, во тоа тело за помирување и целта се знае која е во овој момент на тој закон. Исто така сакам да потсетам дека на почетокот на оваа година беше донесен закон за амнестија кој што ги опфати сите затвореници и кој што беше донесен и ги постигна целите заради кои што беше донесен. Значи, честото давање на амнестија два пати во една година не е нешто што е познато во другите земји и каде што компаративно и не е нешто што може да ги даде резултатите од она што е цел на законите на амнестија. Така што потсетувам уште еднаш дека на почеток на година беше донесен таков закон, беше применет, значи на затворниците им беа намалени казните, некои благодарение на тој закон излегоа од затвори, така што треба да се има во вид реалните состојби. Меѓутоа, според затворениците, тоа амнестија беше селективна и неправедна. Тие барат пак некои случаи да се разгледуваат и да... Да, амнестија беше општа амнестија за сите, така што немаше селективност во тој дел, профункционира и јас секојдневно, например, бидејќи проаѓаат молби за помилување преку Министерството, молби што тие ги поднесле уште пред добивањето на амнестија, сега тие постапки се запираат заради тоа што тие луѓе веќе биле амнестирани. Според затворениците може да ја прекинат штрајкот со глад само ако се откажува владата од новиот закон за амнестија за настаните на 27 април. Значи, Ова е можно. Јас велам дека владата не е подготвувач ниту предлагач на законот, ниту текстот го дефинираме. Тоа е текст кој што се дефинира во телото за помирување во собранието. Последната ваша изјава вчера и денешнава се појави во негова фотографија на социјални мрежи и нешто. Ја видовте ли таа фотографија и може да кажете дали ги барате некои агенции или начини информација поврзана со... И докаде е постапката за екстрадиција? Ја видов фотографијата, мислам дека нема човек во Македонија што следи медиуми што не ја видел. Значи, со оглед на тоа што имајќи го предвид праксата досегашна на и роковите во кои што се одговара. Ние се уште немаме добиено ништо од Унгарија во поглед на нашето барање за екстрадиција. Значи, сепак оние пристојни рокови не се изминати. Ке чекаме одреден временски период и после тоа, ако не добиеме, ќе испратиме ургенција. Значи, до сега немаме пратена ургенција, но сепак тоа е во рамките на оние редовни рокови на работење.